Мразот уништи над 90% од лозниците. Болести и инсекти се закануваат да ги докусурат. Променливото и влажно време е идеално за развој на пламеница и пепелница. Таму каде што сланата не ги предизвика масовните оштетувања по вегетативните делови на виновата лоза, со оглед на временските услови кои што владеат, тоа се висока воздушна влажност и соодветна температура, ќе придонесат да се создадат услови за примарни инфекции од пламеница, а се разбира во нешто подосен временски период и од пепелница. Од тука земјоделците, односно одгледувачите на винова лоза, ќе треба да обрнат посебно внимание за така нареченото превентивно прскање. Иако е прашање дали и колку род ќе има годинава, ако сакаат да ги сочуваат насадите за догодина, овоштарите и лозарите мораат да ги заштитат од болести и инсекти. Оваа година е завршена, значи катастрофата е огромна. Сега настапуваме ние на тој начин дали за догодина што би се десило, меѓутоа за да ја поправиме ситуацијата за догодина. Треба да одиме со 100% третирање, значи не смееме да дозволиме да има никакви последици на овошката, у смисол да има дали инсекти или некои болести по листовите, бидејќи доколку ни се деси да ни падне листот, како што тоа знае во овој дел, во источниот дел од Македонија, да се деси онаа сачменка или сипаница да се појави да го бутне листот, тогаш нема да имаме формирање пак на родни папки за догодина. Од земјоделските аптеки како неефикасни ги препорачуваат следните препарати. Виновата лоза се наоѓа во фаза на интензивен пораст. Во овој период од годината потребно е да се започне со примена на системични фунгициди за сузбивање на оваа болест. Наша препорака за контрола на оваа болест е примена на еден од фунгицидите Милдикат, Акробат или Профилукс. За сузбивање на гроздовите молци и други штетни инсекти во оваа фаза од развојот на виновата лоза, наша препорака е употреба на инсектицидот Даскор. Што и како ќе се употреби е прашање на личен избор и одлука, но клучно е нешто да се превземе, воспротивно можно е лозовите насади никогаш да не се обноват и да мора да се подигаат нови.